Едните на улица, други преку диалог. Синдикатите со различен пристап за одбележување на денот на трудот. Додека од ССМ го најавија традиционалниот првомајски протест и повикаа на масовност. Од СУНК и КСС порачуваат дека работничките права ќе ги бранат преку социјален диалог. Председателот на ССМ Слободан Трендафилов кажа дека покрај барањето за 600 евра минималец и почитување на колективните договори, во фокус на годинешниот протест ќе бидат и барањата за зголемување на безбедносните услови за работа, по трагичниот случај на градилиштето во Кисела Вода. Трендафилов упати и критики до СОНК, оценувајќи дека наместо да застанат зад работниците, избрале символично одбележување на празникот, без реална борба за работничките права. Ако сметаат дека 1 мај, како што го направија тоа минатата година, веројатно го прават и оваа, ќе го одбележуваат во скап хотел, со скап коктел, на грбот и на сметка на нивното членство и на нивните работници, сметаме дека тоа не е синдикализам, туку е квази синдикализам. Ве повикуваме сите кои сметате дека треба да се борите за вашето достоинство, за достоинството на вашето семејство, за вашите достоинствени плати и достоинствени услови на работа. Да живее 1 мај. Од СУНК и КСС пак, 1 мај го одбележаа со конференција посветена на работничките права и примината на колективните договори. Председателот на синдикатот Јаким Неделков изјави дека нема да се придружат на протестот на ССМ, бидејќи според него најефикасниот начин за остварување на работничките права е да се седне на маса. Протестот го организира друга федерација, односно сојуз, така да ние нема да се вклучиме. Ние го одбравме патот на социјален диалог и на преговори и резултатите ги постигнуваме на маса. Инаку тие го одбрале тој пат да одат по улици, тоа е нивната стратегија, така нека продолжи. Протестот во организација на ССМ ќе започне во 11 часот од пред работничкиот дом, пошто ќе продолжи кон собранието, преку Стопанската комора и ќе заврши пред владата, откаде ќе бидат испратени барањата. Трендафилов не ја исклучува можноста и за организирање на нови протести по 1 мај.